Здраво, дечки! Денеска ќе го правиме мојот омилен вид на паста. Значи, правиме карбонара. Искрено, многу ми е криво и жал што во голем дел од рестораните карбонарата ја прават грешно. Значи, не знам што е причината, не знам што е проблемот. Еве последно конкретно во еден ресторан кај што јадев карбонара, нема да кажам кој е ресторанот, не е ни битно, си порачав шпагети карбонара и добив тестенини со неутрална павлака, некоја лентиче сланина и има вкус на лук. Значи во карбонара не се става лук. Не се става ни неутрална павлака, значи не знам која е причината зошто го прават тоа. Затоа денеска ќе ви покажам како да направите перфектна карбонара, значи стварно прелесен рецепт со преубави намирници. Значи за да направите перфектна карбонара ви требаат следниве намирници. Прво и основно ви требаат тестенини. Јас денеска ќе користам шпагети. Вие може да се користите било која форма на паста која ви е вас омилена, таа. За 2 порции ви требаат 250 грама тестенини, што е сосема доволно бидејќи е доста тешка паста, полна е со јајца, со месо, со кашкавал внатре. Така да 250 грама ќе бидат сосема доволно. После ни требаат 200 грама гуанчале, односно тоа е пушен свински образ, меѓутоа кај нас е тоа релативно тешко да се најде. Затоа може слободно да го замените со панчета, со сланина. Јас денеска имам гуанчале овде, бидејќи си го порачувам од една локална месара од кај еден другар, меѓутоа, затоа што е тешко да го најдете, слободно. Сланина, панчета, што сакате, тоа. Користиме 100 грама, јас овде имам мешавина од пармезан и пекорино. Пекориното е овчо сирење, пармезанот е кравио сирење. Може да си користите само пармезан или само пекорино и тоа е на вас. 4 јајца, односно 2 цели јајца, 2 жолчки и црн бибер. Тоа е се што ви треба за да направите перфектна карбонара. Така да, ајде да почнеме. Најпрво во длабок сад ставете вода и ставете ја да зоврие. Гуанчалето исечкајте го на коцки. Како ќе ги ставите тестенините во водата, ставете го гуанчалето во ладна незагреана тава без додаток на масло и уклучете ја на средна температура да се пржи. Потоа припремете го кремот. Во длабок сад соединете ги 2 јајца и 2 жолчки, ставете црн бибер и изматете ги. Потоа додадете ги 100 грама пекорино и пармезан и убаво измешајте. Откако тестенините ќе се сварат ал денте, односно 3 минути помалку од она што го пишува на пакувањето, додадете ги во тавата со гуанчалето и запржете ги околу 1 минута. Потоа тргнете ја тавата од шпоретот и додадете го кремот.
Додадете и малку од водата во која се вареа тестенините и мешајте додека не стане кремасто. Подички, тоа е тоа. Мојата совршена карбонара евеа. Се надевам дека ви се допадна, верувам дека ќе ја направите и ќе уживате и нормално дека нема да јадете повеќе фейк карбонара со неутрална павлака и лук. Така да уживајте и се гледаме.